Добро дојдовте во оброкот на денот. Најавивме со Ивана, ќе биде исто така неповторлива прилика уште една нова епизода во оброкот на денот со нашиот познат нутриционист под псевдонимот Ајде да јадеме или пак неговото чедо кој што го гради сиве овие години Антонио Велковски денес во нашето студио. Знаеш како велиме се не со Ивана Антонио утринава? Дека имаме неповторливи луѓе класици во гастрономијата кои што стануваат постојано во сработка сутринска телма, ти си така да речем во топ 5. Дефинитивно. Сите се многу битни за нашата кујна и оброкот, тако некако да му даеме креација, ама некако си баш во топ 5 листата. Да, знаеш како да се изразам со актуелен жаргон, инфлуенсер. Влиеш врз нашата публика и врз својата публика. Интересно, сериозно, неколку пати сум ти кажал дека баш драго ми е што вака конзистентни и да речеме ние сме константно на оброкот на денот, баш вака како тандем и како екипа. Така што тоа што учиме вистина така баш те обсервираме, супер совети, ама можам да забележам дека си во овие 4-5 години толку ревносно ја градиш платформата на Ајде да јадеме, што мислам дека сега доживеа ќе кажам популарност, ама од аспект на лојалност, доверба и поддршка што ја имате со клиентите. Ама тоа е нераскинлива врска, тоа е апсолутно мислам дека твоја најголема заслуга и ти честитам за истото. Знаеш како за тоа стои голема работа, значи многу работа, да не се лажеме да ги работиш социјалните медиуми, посебно што постојано се менуваат, бара доста работа, доста следење на трендови. И сега резултатот е нели добра комуникација со клиенти или со луѓе што не мора да се клиенти, нели што ме следат на Инстаграм, на Фејсбук, на ТикТок. Така што работата е напорна, ама како награда доаѓа тоа што добивам добар фидбек. Мислам дека трудот денеска многу точно знаеме да го препознаеме, на баш да направиме некоја сопствена еволуација на истото и затоа ќе ти честитам што во оваа трета година втор пат си ни во оваа нова сезона со оброкот на денот и овој пат врап со граф и јајца. Исто така уште еден протеински оброк кој што доаѓа од кујната на Ајде да јадеме. Да, може да се искористи за ручек, за доручек, за вечера, кој за што сака. Значи прво ова како палачинка од јајца, како ја пржам, значи прво јајцата изматени со сол, црн пипер кој нели што се сака, може и црвен пипер да додаде некој ако сака. Додадов макдонос и овесни снеголки. Сега зошто овесни снеголки? Затоа што може нели омлетот да се распадне, па овесните снеголки му дава една структура на црстување. И јас никогаш јајцата не ги пржам на многу јако, значи нити со премногу масло, нити на многу јако, нели за да не се залепат и баш да излезе една убава форма како палачинка. Да се пропржуваат полека. Најдобро е на потивка температура со затворен капак врз тавчето за пржење. За самата парија да речеме си го и така не се лепи и не загорува нели од долниот дел за да нели да не биде изгорено и да излезе добра форма. И после тоа нели ќе го комбинираме во овој рап. Во овој рап. И тука имаме состојките граф. Инаку во јајцето имаме ставено освен овес што друго? Макдонос има и зачини. Овде имам и кратко динстена црвена пиперка што може реално и на коцка се исечка па тука да се додаде, нели? Меѓутоа јас сакав за вака по декоративно мислам дека ќе излезе или може некој свежа пиперка, сега црвените пиперки се многу во овој период актуелни и може да се искористи свежа кој како си сака. За да го направиме нели тој врап, прво треба да го испасираме граот за да биде нешто како намаз. Кажи ми, го користиш и црниот граф исто така го има сега почесто го некако Да, сега има различни типови на граф, да, го користам и црниот, овој црвениот некако почесто, некако ми е и повкусен, искрено. Меѓутоа доста често ги користам затоа што на пример од белиот граф се разликуваат по тоа што имаат поцврста структура, па може и полесно намази да се направат, нели да се стават во салати. За белиот така, оној кој што го готвиме. Овие се, да, белиот споредено со белиот обичниот, значи не дека и тој не може да се направат од него намази или не знам што, туку тој полесно се распаѓа. Овие повеќе задржуваат структурата. Плюс тоа сега ги има нонстоп по маркетите варени, готови и нема потреба да губиме време. Во денешно време никој не сака ни да готви нешто многу, така што често го користам. Освен ако не сакаме да си направиме сега популарно и убаво, бидејќи нема ништо побаво кога си готвиме сопствена кујна. Некако најмногу доверба си имам во сопствените раце. Не велам дека нели туѓата кујна не е добра, ама понекогаш се додаваат некои работи за да испадне поголема количина, така што од тие причини. Сакам да прашам дали дигестијата на црвениот, црниот и белиот граф е иста, бидејќи знаеме нели често подуености гасови да доживееме од истото. Да, во врска со дигестијата на сите типови на мешунки, значи зборувам и за наутот и за леќата, да. Зависи
значи гасовите се сосема нормална работа, нели? Меѓутоа кај некога може да направат проблем. Сега, од што зависи тоа? Од количината и од тоа како се сварени. Може кај некого некои мали количини да се сосема нормални, некои поголеми количини да предизвикуваат нели проблем. Исто така со варењето. Сега зошто го нагласив да го купувам, го земам ови варени купечки, значи веќе сварен, затоа што обично се посварени овие зрна, отколку дома што би можеле да ги свариме. И на пример сега луѓе што сакаат да консумираат граф, меѓутоа имаат проблем нели со гасови или едноставно нивните црева се малку поосетливи, како во случај на пример сензитивни црева. Мој пријател ќе рече јас имам нервозни црева. Во случај на нервозни црева, тогаш ги препорачувам варијантите што се баш варени во маркет што ги има, во тегла, во конзерва, конзервирани, да се исфрли течноста и обично и да се промие малку, нели? И да се промие, и веќе подобар е, полесен е за дигестија, за разлика од кога ќе би го свариле дома. Не знаеме до кој момент, до кој степен ќе го свариме. Стари домакински правила, нели два пати го преваруваш, ја фрлаш водата и на крај. Да, ама и степенот доколку се вари. Дома не можеме баш да контролираме, а овие варијанти што ги има во маркет се обично посварени, посебно и за грашокот, леќата се ги леќи има нели сварена и обично тие повеќе одговараат на дигестија. Така. Некај секого, нели, кога има проблеми со дигестија, секогаш им викаме на клиентите, никогаш 2 плюс 2 не се 4, туку се или 5 или 4,5, така да не важат тие правила за секого, но најчесто варените варијанти во маркет може полесно да се поднесат отколку кога би варале дома. Супер ми даде податок сега. Да. Искрено, понекогаш нели си велиш, ајде јас ќе се подпрана мојот труд во текот на денот. Не, тоа не е лошо, меѓутоа е за луѓе што се доста сензитивни, да речеме, на таков тип на храна, тогаш нека се обидат со варените, готовите од маркет. Без течност. Плюс што велиш, некојаш ќе се заштеди тоа прилично добро време, квалитетно. Кој е најдобро да се јаде пред и по физичка активност, ако би те прашал сега вака? Бидејќи знам дека често пати знаеш да апострофираш на тема на твојот социјален контекст, односно на социјалните платформи, дека половина час, 30 минути е сосема доволно денес да му дадеме благослов на нашето тело, бидејќи се правиме, изградивме се околу нас, ама некога го запоставивме нашиот сопствен храм. Така, во однос на физичката активност, кога да се јаде зависи од човек до човек, нели сега, не сега, од 90-те, мислам дека некад од некои билдерски книги е познато вежбање на гладно и слично. И уште некако тоа се протнува, кај доста гледам дека инфлуенсери многу на Инстаграм посебно како се фалат нели како на гладно вежбаат и слично. Бенефитите колкави се, тоа не може никој да каже затоа што и нема ни никои посебни студии. Меѓутоа, да речеме, обично нели се смета дека повеќе се согоруваат масти кога се вежба на... Тоа е митот или вистината? Дали на гладно доколку се вежба се топат масти? Реално се согоруваат повеќе масти, меѓутоа тоа е акутна појава, значи во моментот. Сум читал доста студии кои што велат дека композицијата на телото многу не се менува дали ќе вежбаме на гладно или на најадено. Сакам да кажам, значи процентот на масти во организмот, затоа што подоцна организмот ќе надополни со следните оброци. Од друга страна, па може на гладно, например, посебно за жени кога станува збор, посебно за млади девојки, може да дојде до добро пореметување на хормоните. Ако, например, вклучат на тоа и овој интермитентен повремен пост. За кој што сме говорили некогаш. Ако го вклучат и тој, значи една добра пауза од некои 14 или 16 часа без јадење пушти и вежбање и интензивно вежбање може наистина да дојде до пореметување на женските хормони, пред се на репродуктивните, на естроген, прогестерон, исто така на лутеинизирачки хормон, може функцијата на тироидата да се намали, значи зборувам за пролонгирано така да се вежба, да речеме, тоа и е навика на некоја девојка. И јас кога доаѓаат девојки например што им се случило да го изгубат циклусот, кога ќе им кажам дека една од причините, значи не е сигурно таа единствена, е дека имаат премалку храна, а пренапорни тренизи и дека треба можеби да качат некој килограм за да им се врати циклусот, малку со ужаснување ме гледаат во такви став. Како неверност, да. Често пати знам дека и се соочуваш со такви, да речеме, карактери на прашања и силно е влијанието на денешната диета култура и сите мислат дека треба да бидеме што е можно послаби. А јас забележувам, например, некогаш дека посебно девојки и жени, 30 на години, најчесто таа е возраста кога се појавува тој проблем, кога ќе споредам нивниот индекс на телесна маса колкав е, дури веќе се на граница на подхранетост,
а се уште се штедат од калории, а вежбаат преинтензивни тренинзи, да не правиме муабет дека наутро ако не сме мислам ако е на премногу гладно, нели, премногу интензивен тренинг, кортизолот нас и така наутро ни е покачен. Покачен, така е. Тој е хормонот на стрес, меѓутоа тој е и хормонот што не одржува во форма наутро да бидеме будни. Плюс уште со вежбањето, плюс уште од гладот и организмот веќе добива сигнали на константен стрес, би се рекло. Плюс имаме и чувство дека недостасуваат некои нутриенти наутро кога вежбаме на гладно. Така што пак ќе речам, значи посебно жени, девојки да внимаваат на тоа вежбање на гладно. И сега на најадено не мислам да се јаде пола час пред вежбање. Така. Бар час-два, зависи колку е интензитетот. Да се убаво дигестира, да си се предолги паузи да речеме, од 16 часа нејадење, па плюс и вежбање, после може само да се, како што реков, нели, да се нарушат нивоата на хормоните, а плюс и после може да дојде до прејадување. И прејадување, меѓутоа често пати вака сега кога ги споделуваш овие приказни, имам доста примери забележено кај особено девојки, нели, за жал поради наметнатите предуслови кај критериуми за физичка женска убавина и генерална убавина. Многу интересно е дека во некои делови од светот намерно прават реклами и маркетиншки промоции, да речеме на билборди, реклами по телевизии, по радио или по некакви медиуми, дами кои што нели се оверсайз или било која форма на нели кои што ги користат намерно за своите кампањи, за да окото биде агилно, се адаптира за новата физичка убавина која што треба да биде прифатена, односно, нели, embrace the diversity, или згрижете на диверзитетот на секоја форма на човек. Не секој знаеме дека денес можеби се соочува со нешто, а да не забораваме дека токму од овие причини некои луѓе исте на работ на анорексија, што па е многу поголем и подолготраен тежок процес за да дојдат до повторно форма на едно нормално тело или јадење, за збориме за оние 3 оброци дневни кои што ги имаме и се неопходни. Да, посебно добро сега анорексијата и булимијата се веќе и крајна фаза, меѓутоа враќањето после таква форма е многу тежок процес и кога ќе се дојде веќе до таа фаза, мислам дека и колку и да се врати човек пак назад во форма, никогаш комплетно нема да може да заздрави од тие нарушувања во исхраната. Го кажувам, тоа е одлично искуство. Траумите ќе останат некои така. Може не само траумите, туку подсвесно и навиките. Так. За штедење од храната, за постојано пазење, па сега јадев, па сега дали да вежбам, па јадев јаглехидрати, па само тие ќе се трошат сега кога ќе вежбам. Обично тие се дилемите, нели? Или денеска јадев, па утре ќе гледам ништо да не јадам, па ќе вежбам многу. Значи, тие се дилемите. Знам кои се дилемите со кои се соочуваат луѓе. Сега потоа кога ќе дојде до прекратување, например, пак ќе ги спомнам девојките, затоа што кај нив е најчеста таа појава, кога ќе дојде до прекратување на менструалниот циклус, тогаш пак се прашуваат сега од каде дојде оваа работа, значи баш во време кога се во екот на репродуктивната фаза од животот. Така што денешната диета култура доста влијае, а не има во различни форми. Не забораваме дека и многу има, да речам, нели, говорници според некоја своја нова програма сакаат и монетизација да направат од сопствените, да речеме, форми или профили на, нели, нова исхрана. Не знам колку само во последниот период слушам од разноразни мои, нели, колеги и пријатели кои што веќе некако превземаат така што се вели паушално да направат некој чекор така драстичен како што велиш ти. Да. Знаеш како денеска се очекува сите да бидат слаби, витки и слично, мака што анатомијата наша не е на сите иста. Како беше, го гледав летово овој филмот Барби и имаше се уште не го погледнав. Имаше една реплика, вика треба да бидеш денеска треба да бидеш слаба, ама да не кажуваш дека си слаба, треба да кажуваш дека тоа правиш за твоето здравје, ама пак треба да си слаба. Значи, постојано се очекува да се биде во некоја форма, нели посебно со оние прети потоа слики, со оние на TikTok сега ги има видеа со девојки со откриени мишења, па колку се слаби еве од оваа диета вака постигнат. Револуција со видеата. Да, а реално да бидеме и со иста тежина, со еве нели машки пол, иста висина, се, да јадеме исто, нема да имаме исти резултати. Апсолутно, предиспозициите се апсолутно различни. Меѓутоа притисокот посебно социјалните медиуми на таа тема е доста силен. Во тој дел општествено се отугиме да бидеме сами своја приказна. Ќе го направиме сега оброкот, меѓутоа нели овој дел ми е концептот да се споиме секако со уште една тема и јас ти спомена бидејќи Игор ни е некако представник за фестивалот за планински филм, Ехо фестивалот кој што години веќе датира и ни носи една поинаква дистинкција што се вели од филмската индустрија. Колку често бидејќи ти ми велиш секогаш некако можеби твоите видео контенти
знаеш да ги направиш во добар концепт и знаеш па и да твоите планински фамилиарни семени прошетки да ги споделиш. Ама колку често си на планина? Па сега ако зборуваме за водно, на водно одам и некој не сум нашол друштво. Често тоа да, дестинација. не сум нашол друштво за други дестинации, а би сакал да се испробам. Барем еднаш неделно одам на водно, затоа што не знам, тоа ми е вентилот. Ми е задоволство. Искрено, затоа што не знам, обично на Сабајле сега во недела некој ќе рече, во недела ми е денот, недела место да одмараш дома одиш на водно. Меѓутоа горе има, еве, после тоа пешачење на врв има доста убава атмосфера од луѓе што се разбудиле рано. Овие денови беше и толку убаво сончево и пријатно, нели? Сигурно ќе имаме уште такви денови без разлика што доаѓа нели зима. Чувството е незаменливо. Непроценливо е, да. Така, не е за тоа, не знам да се измачувам себе си затоа што не знам требало да се вежба или не знам што, тука едноставно поради задоволство. Да, многу често верам дека и твои пријатели кои што се можеби од други географски подрачја, ги имаме сега секој од нас некако дузина. Сега во последен период беше на посета мој пријател од Шведска и за прв пат во Македонија вели какви планински масиви имате тука, какви убави планински тури. Вели колку планински друштва имам, вели има дузина, така што добро е што се трансформира некако нашето население да може повеќе и ги користиме планините дефинитивно како наш вентил, ама и за ова е поддршка и дефинитивно филмското платно, кога некако нели особено ова е некако поддршка целосно фестивалот за уживањето на планините. Прилично има доста филмски нели понуди кои што можеме да ги погледнеме, ама многу друго кога ние ќе ви го пренесеме тоа преку искуството, секој искуство, секоја година од филмскиот фестивал Ехо, така што Ивана и Игор, малку повеќе за овогодишното издание. Игор, добро ни дојде повторно, како се начекуваме секогаш во кујна? Секогаш во кујна, да, баш правевме муавет претходно. Нема е филипинска храна, имаш добра храна од филипинска храна, да. Да, добро е она кое што сакавме да го споделиме, слушајќи го вака внимателно Антонио, кај што не се сомневаме дека секогаш има едукативни совети и секогаш и при секој гостување може да научиме нешто плюс. Она кое што го велиме секогаш здравата храна во комбинација со физичка активност е тоа кое што ни е потребно, без разлика каков ни е распоредот или темпото на вежбање и што би сакале да правиме. Планинарењето, па и зимските спортови кај многумина доаѓаат во предвид, а за оние кои што токму тоа го сакаат, веројатно го следат и секое годишно издание на фестивалот за планински филм Ехо, кој што оваа година ќе го има своето 14-то издание и токму со Игор Талевски во студиото, кој што е дел од организацијата, ќе зборуваме за овогодишното издание, кој што не носи филмови само со таква содржина поточно поврзана со планинарење, алпинизам или зимски спортови, туку и нешто плюс како што е културата и екологијата, но повеќе за ова ќе оставам Игор вие да зборувате. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Да, значи Ехо фестивалот го оформивме со идеја да ги приближи активностите кои што ги работиме до пошироката јавност, да се разбереме подобро, да се почитуваме и слично. И да го славиме со животот на луѓето со планината. Тој со живот подразбира многу повеќе туку само спорт. Тука имаме екологија, разни култури, традиции и така натаму. Ехо фестивалот од пред некоја година стана меѓународен надпреварувачки карактер и дел од категориите се тие, значи имаме најдобар филм на тема алпинизам, најдобар филм на тема качување, најдобар филм на култура и природа, најдобар филм на тема екологија и така натаму. Инаку фестивалот ќе се одржи од 23 до 27 октомври, тоа е значи следната недела од понеделник до петок. Програмата ќе биде представена во Владинскиот културен центар, во кината Фросина и Джебното кино таму, но и во кинотека. Се шириме првпат на малку поголем простор, бидејќи секоја година ни пристигнуваат се поголем број апликации на автори од целиот свет кои што сакаат да бидат споделени пред македонската публика. И така и оваа година преку 150 на автори од голем број земји аплицира, селектиравме некои 55 во главната програма и моравме да се расшириме во други кина. Всушност во кинотека се враќаме на некој начин, бидејќи таму и почнавме. Фестивалот Ехо започна првите 2 години да се случува во кинотека, потоа се проширивме во поголеми киносали како Фросина, Милениум и слично. Во кинотека ќе имаме наменски на некој начин програмски сегменти. Едниот ден ќе биде со филмови на тема култура и природа. Тоа се теми на кои што се филмови приказни на кои што се зборува за различни традиции од различни предели во светот. Другиот ден ќе биде со блокови на филмови посветени на екологијата. Додека пак во Фросина во текот на тие 5 дена ќе имаме шаренолика програма
со најразлични теми, таму ќе се случуваат и работилници и презентации. Така, и во моментов гледаме и најава, односно тоа што го имате подготвено како видео или трейлер за поканата за овогодишното издание на Ехо фестивалот, како и дел од филмовите кои што ќе се трейлери од филмовите кои што ќе се представат на овогодишното издание на Ехо фестивалот. Оно кое што е карактеристично и вие го споменавте, ќе надополниме, се 3 кино локации. Поточно оние кои што ќе дојдат и ќе бидат посетители или дел од публиката, ќе бидат во едно искушение, да речеме. Ако сакаат да гледаат нели се што е на програмата, има филмови кои што ќе одат паралелно или синхронизирано во различни... Да, многу е тешко да се, кога се размислува за програмата, да се направи тоа, бидејќи знаете дека пред се на некој начин можеби ја делите публиката, а фестивалот е фестивал. Тука сме сите ние да се дружиме и да го славиме тоа што го сакаме. Да. Меѓутоа, верувајте, во текот на годината се снимаат голем број на филмови, како што кажав и кај нас аплицираат голем број на филмови. И само поради тоа што всушност се одлучуваме тие да може да бидат видени, односно да се проектираат во период после работно време, од 5 па до 11 навечер. Мораме да се расшириме во различни сали. Но исто така ми текна, например, една друга можност. Ние како фестивал по завршувањето на главната програма, потоа патуваме во други градови, посетуваме градови каде што имаме планинска заедница и таму правиме одек на некој начин на Ехо, така да ако некој не видел некој филм, можеби може да попатува со нас, да дојде во, не знам, Тетово, во Куманово, во Битола, во Охрид и да гледа можеби некој филм кој што го пропуштил, но да, во моментот ќе мора да донесе одлука, дали ќе сака да гледа нешто на тема екологија, дали ќе сака да гледа нешто на тема алпинизам. А можеби сега, нели, и како организатор го кажувам ова, меѓутоа тоа е така, тешка ќе биде одлуката, бидејќи сите филмови се навистина многу убави приказни. И добри да се видат, да. Веројатно и за вас како организатори ова не е едноставно, ако споменеме дека не се само тука класификацијата, поточно изборот на оние 55 филмови кои што ќе бидат прикажани во тие 5 дена на фестивалот, тука се и локалните и меѓународните презентации, ако ги споменеме и гостите, па и работилниците во кои што се вклучени и децата, односно онаа ваша публика од најмала возраст, колку што нели е возраста за да може тоа да го резонираат и да го разберат, тогаш значи дека треба навистина една добра класификација и на темите и тоа што е погодно за деца и што е оно кое што ќе им остане во сеќавање или како паметење, преточено во знаење понатаму. И сите други, цел тој распоред кој што треба да се одвива во 5 дена. Да, и во исто време и лесно и тешко тоа се направи. Тешко е кога ќе се насобере програмата, а лесно е бидејќи низ годините, веќе сме 14-та година поред, голем дел од луѓето кои што ги сакаат природата и планините, а тој број расте се поголем и поголем станува, го гледаат Ехо како платформа каде што сакаат да споделат својата приказна, така да дали е тоа филм, фотографија, видео или нека презентација секоја година е прилично лесно да се дојде до таа програма, а останува тешката работа како таа да се распредели. Да. Инаку како што спомена, значи се трудиме да програмата да биде опфатена, да опфаќа различни возрастни категории, така што ќе имаме и работилници за најмладите. Тоа се интерактивни работилници на различни теми. Значи, оваа година ја продолжуваме со работката со истражувачкото друштво Урсус Пелеос, кое што на најмладите преку интерактивност ќе им ја сподели, ќе им ја прикаже својата опрема со која што ги истражуваат пештерите, ќе им зборува за заштита на пештерите, за заштита на лилјаците. Потоа продолжуваме со работката со Екологик, тоа е здружение кое што на најмладите им пренесува свесност за рециклирање, за правење на мебел од рециклирани работи, свесност за училишниот двор, за сообраќај, нели велосипедизам од најмлада возраст и слично. И ја продолжуваме со работката која што веројатно и најдолга до сега со Македонското еколошко друштво. Како фестивал оставивме многу добра соработка со ова друштво, со млади посветени научници кои што повторно го гледаат Ехо како една врска со заедницата која што влегува во одредени животни средини и не учи како да се однесуваме така таму. И сега тоа го пренесуваат и на најмладите. Ќе имаат и работилници за најмладите, конкретно ќе биде со интерактивна игра за заштита на преспанското подрачје. Така што имаме многу активности на различни полиња. Да, верувам дека ќе има и голем интерес од страна на оваа млада публика.
која што се разбира заедно со родителите ќе може да присуствува на овие работилници, каде што бројот конкретно за работилниците ќе биде ограничен и ќе треба да се пријавуваат на одреден начин. Верувам таа информација исто ќе може да најдете на вашата веб страна или на вашата Facebook страна. Да, информациите од веќе вчера па и денес за работилниците ќе бидат споделени. Всушност, точно местата се ограничени. Ќе може да дојдат родителите и децата заедно, бидејќи се случуваат практично во скоро исто време кога има и проекции на филмовите. Филмовите почнуваат да се проектираат во 17 часот, а детската работилница почнува во 18 часот, така што додека родителите уживаат во нека филмска проекција, нивните деца ќе бидат здружени, згрижени од едукатори кои што ќе ги учат на тема природа. Треба да се пријават, ќе има информации секако на нашиот сајт и на социјалните медиуми. Влезот за гледање и следење на програмата, поточно филмовите кои што се дел од програмата е бесплатен, тоа не се менува се уште кај вас, се одржувате така? Не се менува, да, така почнавме на почетокот, се уште успеваме тоа така да го направиме, секако тоа се должи благодарение и на соработка со одредени поддржувачи наши да можеме таа програма да ја реализираме. Секој дел од програмата, дали е тоа презентација, дали е филмска програма или работилница е целосно отворен и бесплатен. Да. Рековме дека локацијата е Младинскиот културен центар и кинотека на Македонија и мислам дека кажавме се што е во склоп на програмата. Тука сме доколку нешто сме пропуштиле дополнително до крајот да го споменеме и уште еднаш да ги повикаме нашите гледачи, но тука ќе направиме кратка пауза за реклами, потоа ќе видиме докаде се Антонио и Марко со целосната поточно крајната презентација на тоа кое што Антонио го подготви за денес и ќе се одјавиме. Со Антонио го финализираме врапот со јајца и граф, протеински оброк, така што е последниве неколку минути од утринското шоу ќе ги искористиме само да го спакуваме овој да биде подготвена за дегустација. Потсетувам уште еднаш, имаме јајца овес со магнус, црвенки пиперки, исто така динстани, да, динстани и пасиран црвен граф. Да. Супер. Тоа е наједноставно. Само знаеш како кога сакале да постават рекорд, не знам во која земја беше за најголем сендвич, не успеале да го постават затоа што луѓето пола го изеле тие што гледале. Така и ние ама добро го зачувавме ова. Ако кажам имаме уште материјал за врапот да го направиме. Да, да. Не пробавме ништо во меѓувреме. Ништо се си е. Значи прво гравот како баш за тоа го испасирав за да биде како намаз. Како намаз, да. Да. Супер. И го ставаме како основа. Сега ќе додадам од јајцето, може да се додаде и кој сака и кашкавал, значи може за вкус. Така е. Кој не се штеди многу на калории. Мака што не сакам многу да го дискутирам тоа. Еве од пиперките реков може и живи да се додадат, може и вакви динстани, не е битно. Супер. Баш да не забораваме дека има и витамин С добар во ајварките. Да, тоа е добро, кога се свежи вака сега издинстани веројатно да. Тортилјата инаку подпечена, сега нели немаме тука услови, не би ја користел инаку оваква форма. Го превиткуваме ова и веќе имаме подготвен брз оброк. Брз оброк, да. Супер. Супер. И готови сме со ова, еве убави бои. Преубаво. Како знаеш да кажеш, што имаме бои во храната, тоа значи дека колку повеќе бои, толку поздрава. Толку поздрава храна. Антони, ти благодарам уште еднаш. Беше неповторлива прилика. Се гледаме за скоро повторно. Да искористиме некои од можеби есенските сега поглавја. Дали тоа ќе биде може? Ќе додат и постите, така да има инспирација за рецепти. Ќе има инспирација. Тука го закружаме оброкот на денот, ама и ќе повикаме уште еднаш, како реков Игор, над 150 автори кои што ќе бидат вклучени во овогодишното издание, така? 150 автори аплицираа, 55 ќе бидат вклучени во многу напред со бројкава. Ама добра бројка на аплицирање, браво. Подсетување за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат, така е битно оние кои што и порано стануваат како нас, веќе им е време и за оброкот, но еве и да ги подсетиме оние кои пак подоцна стануваат дека зборуваме за Ехо фестивалот на планински филм 2023 и ни останува уште нешто да кажеме, а тоа е промоцијата на книгата во овогодишното издание на фестивалот и уште нешто за алијансата во која што исто така вие членувате. Да, значи објавувањето на книги не е многу важна работа, бидејќи поминуваат 14 изданија си одат, се инспирираме, се едуцираме, но меѓутоа тоа си оди. А книгата е таа која што станува вечно со нас во нашиот дом, нашата полица се продолжуваме да учиме, да читаме. Оваа година објавуваме многу драга книга за нас. Тоа е книгата на словеничкиот алпинист, поет, филозоф Нејд Заплотник. Книгата се вика Пат. Како
главни организатори на фестивалот, сите ние потекнуваме од алпинистичката заедница и поради тоа велам дека не е многу важна оваа книга, меѓутоа книгата е толку напишана на многу едноставен начин што верувам дека човек кој што не стапил во контакт до сега со природа и планина и слично ќе најде многу интересни и поучни работи во нејзе. Книгата ќе биде промовирана во вторник на 24 октомври. Инаку во однос на алијансата во која што членуваме, нејзиното име е Меѓународна алијанса за планински филм. И тоа што е интересно, важно да кажам, во рамките на ова издание во Скопје ни гостуваат голем број на директори на фестивали сродни на нашиот, така што во Скопје ќе се одржи и собранието на годинешното собрание на оваа алијанса. И нешто друго што е поврзано со овој настан, всушност е гостувањето на полската режисерка Елиза Кубарска, која што пред 2 години доби Гран При на ЕХО, која што ќе одржи презентација на ЕХО за својата работа, меѓутоа која што исто така од Меѓународната алијанса ќе добие Гран При за нејзините заслуги во планинскиот филм. Така да тоа се други две важни работи во рамките на тие 5 дена кои што ни доаѓаат. Да, и кои што треба да ги знаат наши гледачи, вашата публика и оние кои што во моментот не следат. Освен само да прашам уште нешто, освен гостинката од Полска, од кои други држави доаѓаат од членките кои што се на Од повеќе европски земји. Значи, не знам, Италија, Португалија, Германија, каде што има планински фестивали, дел од нив ќе може да дојдат бидејќи дел од нив па си ги организираат своите фестивали, така да. Значи треба да бидете и добри домаќини меѓу другото на останатите или дел од членките. Интересно оваа година за нас како организатори со доста активности. Да. Благодарам, Игор, за гостувањето и за тоа што и ти во утринска на Телма споделивте што се ќе можат гледачите и публиката да види на фестивалот на планински филм ЕХО 2023, кој што започнува, подсетуваме, во понеделник на 23. Да. И трае 5 денови, значи 5 фестивалски богати денови како што можевме да слушнеме. И посакувам успешно издание, впрочем како и секоја, и ќе се видиме во следна прилика со, претпоставувам, нови активности и Јас ви благодарам, сакам да искажам моја благодарност бидејќи Телма секогаш била наш поддржувач и сме можеле преку вашите емисии да го промовираме и да го најавиме нашиот фестивал. Ви благодарам.